Наташа Дуковска и во наредниве неколку минути ќе бидам ваш водич на темата како да сушиеме алтернативна, повеќекратна влошка за одржување на менструалната хигиена. Денеска не само кај нас, туку секаде во светот, производите за лична хигиена за еднократна употреба се скапи и представуваат проблем. Голем дел од женската популација, за жал, не може да си оддели дел од средствата токму за управување со менструалното здравје, а самите сме свесни и знаеме што тоа значи за правично и континуирано одржување на репродуктивното здравје на една жена. Од тие причини, новинари за човекови права во рамките на проектот Буџет Мама, подржан од ГЕФ, одлучивме да ви понудиме алтернатива. Алтернативата е повеќекратна влошка за одржување на менструалното здравје, која што има повеќекратни позитивни ефекти. Прво и пред се би сакала да кажам дека со шиењето, односно со користењето на повеќекратната влошка за управување со менструалното здравје, жената ќе има континуиран пристап до влошките, ќе го намали загадувањето, бидејќи во текот на еден месец само кај нас во Македонија жените фрлаат околу 6 милиони парчиња отпад, со што дополнително влијаеме на загадувањето на животната средина. Потоа неконтинуираното менување на влошките за менструално здравје, поради, како што кажав, немање на соодветни средства, придонесува за зголемување на инфекциите, кои што потоа влијаат за зголемување на институциите од буџетот на Република Македонија за здравјето, за здравствените проблеми, како и тоа исто така оди на товар на семејството, односно на буџетот на секоја жена, бидејќи ќе треба да оди на доктор, за тоа ќе треба да плати одредена сума на пари, ќе отсуствува од работа, исто така за тоа ќе треба да и биде одземен одреден дел од личниот доход, што значи дека се зголемува цената, се продлабочува јазот во однос на менструалната сиромаштија. И она што е многу важно, ја зголемуваме свеста за навиките кои што жената треба да ги има, а тоа е континуирано одржување на репродуктивното здравје, враќање на незината самодоверба и гордоста на жената во однос на тоа дека таа е жена која што има правичен пристап до средствата за управување со менструалното здравје и со незиното целокупно репродуктивно здравје. Дали никогаш сте помислиле да сушиете платнена влошка или така наречена повеќекратна влошка за управување со менструалната хигиена? Ако не, ние денеска ќе ви помогнеме и ќе ви објасниме зашто е тоа важно за секоја жена и зашто е добро секоја жена да си има во својата чанта најмалку 2 такви влошки. Начинот на подготовка, на шиење, одржување е многу лесен. Само треба да се знае, да умееме како тоа да го направиме. А од голема важност е затоа што овие влошки немаат никакви хемикали, за разлика од оние кои што катадневно ги користиме. Потоа платнените влошки го отстрануваат ризикот од така наречениот синдром на токсичен шок, бидејќи не внесувате никакви хемикали во вашето тело. Потоа со користењето на оваа влошка се намалуваат или минимизираат ризиците од инфекции и онак што е многу важно, се намалува отпадот кој што катадневно го правиме. Сега за да се одлучиме да сошиеме една повеќекратна влошка, она што е многу важно е пред се потребно е да ги набавиме сите потребни производи пред да почнеме да шиеме. А тоа е да имаме машина за шиење, да имаме соодветен материјал, да имаме ножици, иглички, безопасни, шаблон, кажав материјал и сето тоа да биде поставен на маса врз која што ќе биде ставено ќебе, соодветно ќебе, а масата не смее да биде повисока од 70 сантиметри. Зошто го говорам ова? Ова е многу важно за
правилно користење на телото и за полесно кроење, подготовка на материјалите, шаблоните кои што понатаму ќе ни служат како алатка за шиење на повеќекратната влошка. Сега да започнеме од набавката на материјалите. Како што кажав, машината не мора да биде високо квалитетна, значи треба да биде машина која што прави праволиниски штипови, потоа потребен е соодветен конец. Конецот во зависност од бојата ќе си го одберете, но станува збор за машински конец. Нормално потребни ни се ножички. Ножичките кои што најмногу вас ви одговараат, денеска на пазарот може да се најдат секакви. Ние ги користиме овие ножички кои што ни се најлесни за сечење на материјал. Добро е да си набавите два листа на хартија кој што ќе ви послужи потоа за шаблон, значи шаблонот кој што ќе биде алатка за кроење на влошката на материјалите кои што ќе ги користиме при шиењето, како и соодветен материјал кој што ќе го користиме и ќе биде основа на влошката. Денеска барем на пазарот постојат разни дизајни, разни нијанси кои што можат секако да бидат дел од она што го нарекуваме повеќекратна влошка, но многу е поважно да внатрешниот дел на влошката биде соодветен, односно користиме материјал кој што е непропустлив, значи нема да придонесе, нема да дозволи да жената има траги од периодот. Тоа се тие непропустливи материјали кои што кај нас на пазарот можат да се најдат и да се набават и ќе послужат понатаму за шиењето, прво кроењето, а потоа шиењето на влошката и секако на крај незиното пакување, односно амбалажирање. Кога велам амбалажирање на влошката, мислам откако ќе ги обезбедиме овие производи, можеме да преминеме на подготовка за кроење и шиење на самата влошка. Ве молам, следете ги инструкциите кои што сега ќе ги споделам со вас и кои што во многу ќе ви ја олеснат постапката за подготовка на алатката, така наречен шаблон, за шиење на влошката. Значи прво треба да нацртаме шаблон за влошката на еден лист хартија или пак да го искористиме оној кој што веќе е даден на страницата на нашата веб страница во рамки каде што е објавен и водичот. И брзо испечатете го и сечете го, потребни се како што гледате овдека, потребни ни се два шаблона на влошката, ова е надворешниот дел, а ова е внатрешниот дел, кој што секако треба да биде малку помал во однос на надворешниот, бидејќи тој се заширува и влегува во овој дел во кој што исто така имаме делови кои што влијаат да ја абсорбираат крвта и да не придонесат за протекување. Значи, откако ќе ја нацртаме на лист хартија, го цртаме, ја прецртуваме, односно ја прикројуваме, го сечеме. Шаблонот може да биде на лист хартија, може да биде и на малку подебела картонска некоја хартија, за да ви биде полесно понатаму за нејзино користење и за некоја следна друга прилика кога ќе користите. Сега, ова постојат три величини на шаблонот. Ова е најмалата величина на должина на шаблонот, каде што изнесува 10,5 сантими целата должина, но може да биде 13,5 и 17,5 во зависност од од големината на жената и колкава влошка смета дека е потребна. Откако ќе го направите овој шаблон, го земате и да земате ткаенината која што сте определиле да ја направите влошката, ја вртите од внатрешната страна, значи од опачината, и го ставате шаблонот, го цртате, го цртате, го сечете и на тој начин го имате едниот, односно првиот дел од надворешната страна на
од надворешната страна на влошката. Истото тоа го правите и со внатрешниот дел на влошката, кој што може, но не мора да биде од истиот материјал, односно истата боја, може да биде и чисто бел материјал, значи не мора да биде дизајниран. Кога велам дизајниран, мислам да има посебна шара, но може да биде нели и истиот. Од кој ќе го исечеме, еве јас сега тоа го правам, ќе ги сошиете двете страни на влошката, но на горниот и на долниот дел од влошката ќе оставите отвор или процеп, каде што ќе бидат вметнати, значи навнатре ќе бидат ставени деловите кои што имаат заштитничка, односно протективна улога во обезбедување на хигиенските навики, односно на непротекување на истата. Значи, еве, ова го имаме надворешниот дел, го гледате, и со тоа ќе го направиме сега и со внатрешниот дел. Сега ги имаме двата дела. Значи од влошката, од надворешниот дел на влошката, ги земаме и ги поминуваме на машина, но на горниот дел и долниот дел оставаме отвор, со што ќе можеме да извадиме, да влеземе во внатрешноста и да ги ставиме деловите кои што имаат заштитничка улога. Откако ќе ги сошиеме, деловите ги оставаме, горните и долните делови несошиени, и ја превртуваме влошката и земаме од непропускливиот материјал, тоа е овој материјал, кој што го исто така го кроиме со шаблонот, но сега го користиме шаблонот без крилца, го кроиме и го ставаме внатре и го зашиваме, а потоа со цик-цак поминуваме да бидеме сигурни дека тоа е целосно и добро сошиено, а истовремено дека не пропушта вода. Ова е тестиран материјал кој што е проверен и знаеме дека абсорбира вода. Шиејќи ја од која ќе ја сошиеме, значи внатре материјалот кој што видиме дека е непропустлив, поминуваме сигурно неколку пати со машината со цел да бидеме сигурни дека таа е добро, дека овој материјал е добро зашиен, и на крај одиме цик-цак на двете страни на влошката, со што сме сигурни дека е влошката добро сошиена и дека сите материјали во неа се на место поставени. Доколку сакаме да има копче на влошката, тоа е ова како што овдека е направено, значи треба да го лоцираме местото на кое што ќе ја ставиме. Ќе го ставиме копчето или пак она така наречена позната чичертрака која што можеме да залепиме од двете страни, и овдека кога ќе ја ставиме влошката, таа ќе дојде да се залепи, можеби така е подобро и поефектно би било за вас, значи вие самите ќе се одлучите што ќе ставите. Многу е важно да имате во предвид дека подготовката и шиењето се главните елементи за подготовка на повеќекратната менструална влошка, и дека многу е важно да го одберете вистинскиот материјал и да го шаблонот да го направите според мерките кои што сметате дека вас најмногу ви одговара. Значи станува збор за еколошки производи кои што покрај тоа што се поекономични се, нели, и влијаат на зачувување на женското здравје, но и на животната средина. Сега што треба да имаме во предвид при изборот на вистинската платнена подлога? Тоа значи дека треба да внимаваме кои материјали ги купуваме и кои се оние материјали кои што може да имаат
позитивен ефект, односно да биде вистинската влошка за која што ние тука говориме. Важна е удобноста, бидејќи ако не се чувствувате удобно, нели нема да можете да ги користите овие влошки. И она што е исто така важно е ткаенината каде и колку континуирано можете да ја набавувате. Значи, прво и основно е дека треба да најдете материјал кој што е направен од високо апсорбирачки памук, значи станува збор за ткаенина изработена од апсорбирачка памучна волна, односно избелени памучни влакна, хидрофилни по карактер, без надворешни нечистоти, стерилни или нестерилни, и кои што може да се користат и за хируршки облоги или лична хигиена. Тоа изгледа вака и може да се набави речиси во секоја помала и поголема продавница за текстил. Например, нашите колеги од Африка користат лист од банана, но бидејќи нели ние го немаме, не можеме, е тешко се наоѓа, одлучивме да предложиме да имаме импрегниран лист од пченка, но велам дека тоа се уште за тоа не можеме со сигурност да гарантираме, значи нашиот прототип на влошка е во фаза на инспекција, односно во фаза на потврдување на овие елементи, така да кога ќе бидеме сигурни за тоа, ќе можете да најдете информација на нашата веб страница. Исто така се предлага да имате и памук джерси, познат како памук джерси. Оваа ткаенина звучи познато, односно тоа е она што се користи, што ја користиме за мајци, представува некој вид на трико. Овој материјал создава одлично чувство на пријатност, но имајте во предвид дека тој не е највпивачкиот материјал за влошки за повеќекратна употреба. Тој најдобро е да се користи за денови кога немаме обилно крварење. И сега, она што е многу важно е јадрото кое што ќе го користиме на подлогата, односно тоа е оној дел кој што е многу важен за удобност и кој што сметаме дека треба да биде густ материјал, бидејќи колку е погуст, толку повеќе впива. И најдобро е неговите компоненти да бидат, значи, апсорбирачки и да бидат удобни за секоја жена. Горната ткаенина, односно она која што ќе биде во контакт со вашата кожа со часови, важно е да биде удобна, значи преферираме, односно предлагаме да биде памук и фланелен памук. На сите ни е познат памукот и знаеме што тоа значи, но треба да имате и предвид дека често пати од памукот остава дамки, така што може да се појават на самата влошка, значи може да се појават дамки кои што потоа тешко се перат, затоа се препорачува, значи да направите влошка, односно надворешниот слој на памукот да биде од некоја ткаенина која што е со потемни бои, шарени бои и важно е да биде цврсто ткаен за протокот до јадрото, да го забави протокот до јадрото кој што треба да стигне на вашата подлога. Еден начин да се избегне ова е да се користи фланелен памук. Тоа е најчесто обичен памучен материјал. Неговото ткање е многу полабаво и може да има тенденција повеќе да диша и да дозволи поголем дел од вашиот крвен проток да стигне до јадрото на вашата подлога, односно на подлогата на влошката, но треба да имате предвид па друго, дека тоа е помалку отпорен од обичниот памук и треба да бидете внимателни за тоа што овој може да предизвика поголеми флеки кои што ќе се појават па дури на вашата облека. Исто така, некој од оние кои што веќе ги шијат, кои што предлагаат, имаат искуство со шиење на повеќекратна влошка, предлагаат да се користи така наречен со популарно име материјал кој што е минки. Тоа е популарна вештачка ткаенина што се користи како прелив во влошката, е мек, многу впива и ја прави влошката совршена за оние денови кога имате обилно крварење, но за жал кај нас тешко се наоѓа. Изгледа како
јамболија, но многу тешко можеме да го најдеме, па затоа ние преферираме и предлагаме да се користи овој материјал кој што веќе ви го кажав. Исто така и полиестерот е тканина која што најчесто ја среќаваме на спортските дресови и е целосно направен, тие се целосно речиси направени од полиестер, но станува збор за синтетички материјал кој што може да предизвика промени на кожата, алергија, така да треба да бидете многу внимателни при неговото користење. Исто така може да се користи и велурот од бамбус, тој е кадифена тканина која одлично ја задржува влагата и спречува крварењето да оди насекаде каде што не сакате во денови на обилно крварење. Често пати може да најдете велурна тканина, тоа е оваа тканина, во впечатливи различни бои и може нели да направите влошката да ви биде да изгледа трендовски, да биде дизајнирана, а истовремено материјалот е еластичен, мека и прави да се чувствувате удобно. Одлуката дали да користите синтетички или природни материјали останува на вас. Некои од добрите и лошите страни на употреба на синтетички материјали е тоа што тие ја отстрануваат влагата подобро за тешки умерени крварења, но ако имате лесно крварење, крвта може да остане на врвот на тканината, да не се абсорбира во јадрото на влошката, односно влошката да не дише. Потоа можете да направа да се чувствувате испотени ако живеете во топла и влажна клима. Подлогата или делот што лежи на долната облака е последната одбрана од истекување на влошките, така да овие може да влијаат и на целокупната удобност на платнената подлога, додека позитивни страни е дека не се валка толку лесно како природните тканини и обично можат да го трансферот на крварењето полесно да стигне до јадрото на влошката и на тој начин нели побрзо да полесно да можете да манипулирате, односно да ја користите влошката, односно да нема крварење, да нема остатоци или отпечатоци од крварење. Верувам дека ова е тежок процес на одлучување за вистинска подлага за повеќекратна влошка, но не дозволувате тоа да ве спречи во одлуката да сошиете повеќекратна алтернативна влошка за управување со менструалното здравје, затоа што изборот на платнени влошки има многу повеќе придобивки отколку што има негативни страни, тоа не само за вашиот паричник, туку и за здравјето, па дури и за планетата Земја. Ние преку проектот Буџет Мама, кој е дел од проектот зголемување на свесноста за менструалниот отпад и инклузија на ранливи групи на жени преку производство на повеќекратна менструална влошка, подржан од програмата за мали грантови на ГЕФ, имаме за цел да обучиме жени од маргинализирани групи да ги шијат овие влошки и да ги понудат на пазарот со која цел ќе влијаат на намалување пред се на менструалната сиромаштија, но и на сите оние други придобивки кои што ги нуди оваа влошка. Но тоа не значи дека не треба и вие сами да се одлучите и да сошиете една ваква влошка. Јас често пати велам да, и сметам дека влошките за повеќекратна употреба се одлична алтернатива за секоја жена која сака да има повеќе опции во незината колекција на производи за одржување на менструалното здравје. Едно од прашањата е како да ги одржуваме, што да направиме за нели тие да бидат подолго утрени, а некако еднократната, бидејќи самото име говори дека станува збор за повеќекратни, односно влошки кои што може да се користат подолг период. Да не заборавиме, влошките се направени, како што и претходно говоревме, од природни материјали и се достапни за дневна или ноќна употреба. Имаат исти нивоа на абсорбција, но влошките, односно ноќните влошки, се малку подолги со цел да спречат какво било протекување од како ќе заспиете. Како и секој производ за повеќекратна употреба, така и влошките за
повеќекратна употреба треба да се одржуваат и нормално пред нивното прво користење треба да се исперат, исто како што би правеле со било кој друг производ кој што ќе го купите, како на пример нов пар на килоти. Влушката се става од масната страна нагоре, додека микрофиберот се става од долната страна. Крилцата се обвиткуваат околу страните на вашата долна облека, а чичак траката или копчињата, во зависност од тоа што ќе одлучите да ставите, се спојуваат заедно со цел да формираат сигурност, односно да нема движење на килотите. Чим вашата влошка е поставена на местото, можете комотно да се движите. Можете да ги носите влошките онолку време колку што носите и обична влошка за еднократна употреба, така што во зависност од протокот ќе знаете колку често треба истата да ја смените. Доколку сте излезени и треба да ја смените влошката, едноставно преклопете ја влошката навнатре и повторно затворете ја со копчињата или чичак траката, а истата ставете ја во влажна кеса за да ја заштитите. И ја ставате во ташна. Значи, нема никаков посебен начин на одржување. Значи, влажна кесичка во ташна и потоа дома ќе ја исперете. Пред да ја исперете влошката, запамтете, треба да ја натопите во ладна вода. Најчесто во водата ставате 1 прстов сол или пак сода бикарбона. Овој дел е апсолутно неопходен, но е добро заради стерилизација на истата. Крвта, не заборавајте дека крвта има хемоглобин, кој ако се стави во топла вода ги слободува и ги валка вашите влошки за секогаш. Значи дамките нема да можат да се остранат што и да направите потоа. Идеално ставете ги влошките во мраз ладна вода преку ноќ или барем неколку часа и потоа наредниот период земете исперете ја. По натопувањето, влошката не мора да ја миете рачно, можете да ја ставите во машина за перење, значи ја истураме првата вода во која што била натопена ладната вода, во која што била натопена влошката и потоа ја вадиме од корицето во која што била и ја ставаме во машина за перење. Ако сакате, може да ставите и малку сапун на дамките што не се допаѓаат и ја ставате за перење, но немојте да заборавите, нека не смеете да ја триете, не смеете вака да ја правите, едноставно ја ставате само во машината за перење. Сапун можете да ставите на оние дамки каде што мислите дека се премногу и сакате да ги извадите и чекајте 5 минути да седат пред да ја ставите во машината за перење. Најдобро е да изберете подолга програма за перење на вашата машина, да е минимум 60 степени. Можете да додадете и други предмети за перење, односно друг дел од вашата облека, како што се крпи, рамчиња и сите оние алишта кои што ги перете на 60 степени. Не заборавајте дека платнените влошки во овој момент се без никакви органски остатоци и нема ништо да извалкаат, бидејќи нели претходно истите сме ги извалкале во коритото со ладна вода. Доколку пак ги перете рачно во леѓеното или доколку ги перете во машина за перење, во резервоарот за прашак не заборавајте секогаш да ставите 2 кафени лажици сода бикарбона за дезинфекција на влошката. Откога ќе ја исперете влошката, без разлика значи дали сте ја переле рачно или сте ја переле во машина за перење, истегнете ја секоја страна на влошката во спротивна насока, за да може истата да се врати во првобитната форма. Тоа е многу важно. Значи ја вадите од вода, ја обтегнувате вака и ја ставате да се суши. Се препорачува влошката да се суши на воздух, никако да не ја ставате во машини за сушење, а најдобриот совет е да ги завиткате околу влошките околу радиатор за бања, значи нели го ставате околу радиаторот, цевката на радиаторот, се разбира доколку имате, бидејќи ова е одличен начин да ги одржите вашите влошки во форма и да им помогнете брзо да се сушат. Значи на цевката од радиаторот само ја ставате, ја закопчувате со копчето, вака и таа си ја задржува формата, претходната форма која што ја имала и побрзо и секаде се суши. На тој начин верувајте дека ќе имате подолго трајно, односно подолго време ќе можете да ја користите влошката, а се препорачува секоја жена која што ќе се одлучи на ваков начин на управување со менструалното здравје да има 4 до 5
влошки секогаш достапни при рака, за да може слободно да се движи, да ги користи и да има време, нели, додека едната две се сушат, односно се перат, да не остане без соодветна заштита. Ви благодарам и ви посакувам успешно користење на менструалната влошка и во што поголем број од вас да се одлучат да ги користат.